Со амандманот, членот 58 се менува и гласи. Членот 99 се менува и гласи. На веб страницата на Министерството за економија, во посебен дел одреден за минерални суровини, како и на веб страниците на единиците за локална самоуправа, на чија територија се планираат проспекцијските и детални геолошки испитувања и експлоатацијата на минерални суровини, задолжително се објавуваат во рок од 5 дена од нивниот прием, издавање, носење, склучување, сите барања заедно со приложените документи, решенија, одлуки, мислења, согласности, договори, нивни анекси, проекти, елаборати, студии, планови, нивна стручна оцена, ревизија, извештаи, дозволи, регистри, стратегии и програми. Органот на државната управа, надлежен за работите од областа на минералните суровини, ги известува Сдруженијата на граѓани, формирани за заштита и за унапредување на животна средина, писмено и преку електронска пошта за поднесените барања и иницијативи за проспективски и детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини и ја споделува нивната содржина во рок од 5 дена од нивното добивање и за издадените концесии и дозволи за проспективски детални геолошки истражувања и за експлоатацијата и ја споделува нивната содржина во рок од 5 дена од нивното издавање. Став 3. Единицата, односно единиците за локална самоуправа, на чија територија е поднесено барањето за вршење на детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини од член 14, член 17а, 19, 26, 29а, член 39, 40а, 47, 42, 43 и член 51 од овој закон, се должни да организираат јавна расправа за локалното население и за сегнатата јавност со присуство на стручни лица и представници од институциите, со рок за достава на мислење и забелешка најмалку 30 дена и се должни овие мислења и забелешка да ги земат предвид при носењето на нивната одлука за согласност. Став 4. Информациите за поднесените барања за концесија за проспективски и детални геолошки истражувања за експлоатација на минерални суровини, за издадените концесии и дозволи за јавните расправи се објавуваат на официјалните профили на социјалните мрежи на Министерството за економија и единиците за локална самоуправа на чија територија се однесуваат. Став 5. Јавноста има право на поднесување на своји коментари и мислења до органот на државната управа, надлежен за работите од областа на минералните суровини, пред да се издаде концесијата за проспективски и детални геолошки истражувања и за експлоатација на минералните суровини, како и пред да се издаде дозволата за вршење на детални геолошки истражувања и дозволата за експлоатација. Органот на државната управа, надлежен за работите од областа на минералните суровини, е должен овие мислења да ги земе предвид и вклучи во странатите дадени мислења, односно согласности. Став 6. Чувствителните информации од чисто комерцијална природа, како на пример информациите за деловни односи и компонентите на трошоци и големината на економските резерви на минерални суровини не се објавуваат. Значи, овој амандман, последниот, се предлага со цел да се овозможи транспарентност во постапките на барање и доделување на концесии и дозволи за проспективски и детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини. Клучно е, како што кажав многу пати во текот на дискусијата, јавноста да биде запознаена од самиот почеток и да биде информирана преку веб страните, социјалните мрежи и јавните расправи. И се разбира да има можност за поднесување на своји коментари и мислења. Благодарам.